Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за нешто многу интересно и многу уникатно. Меѓутоа, пред да зборувам за книгата што ја избрав за ова видео, само да ве поканам и да ве потсетам да стиснете лайк на ова видео ако ви се допадне, сабскрајб на каналот ако ви се допаѓа содржината. Може да ме најдете на Instagram, на Facebook, таму објавувам на секои неколку 2-3 дена. И може да ми поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee или Buy Me a Book за мене. Линкот го има до платформата, го има на YouTube каналот и на Facebook страницата. Пред некои си 3 години, кога бев на сајмот на книга и на штандот на издавачката куќа Гаврош, ја најдов оваа книга, Ветерната приказна, нивно издание, кој што беше издадена од печат, значи тази ептен. И толку ми се допадна како е концепирана, како е замислена, како е изведена естетски, што веднаш си ја купив без да знам за што станува збор. Значи, тука ризикував, меѓутоа не се разочарав зашто приказната е супер и ова е некој хибрид меѓу графичка новела и илустрирана книга. Напишана е од Ника Гавровска, а илустрациите се на Наташа Андонова, значи многу фино замислени, значи суптилни, ненападни илустрации, многу фино замислени и изведени. Значи ова е една многу убава приказна во која што гледаме едно девојче по име Верта, кој што живее со нејзиниот дедо во еден светилник, во еден речиси постапокалиптичен свет во кој што ветрот го нема. Има една митска димензија, се раскажува за едни луѓе по име Ветерни кои што живееле многу одамна и што се случило и така натаму, и девојчето тргнува на едно патување, нели да го пронајде ветрот и така натаму, и се среќава на нејзиното патување. Тука доаѓа од една комбинација на многу интересна со тоа што таа се движи и се среќава со едни 12 тивки херои на нашето време, во нашето секојдневие, опкружување кои што прават нешто за нашата животна средина или да го направат светот подобро место за живење. И додека ги има нивните приказни, имају вакви картички каде што може да се скенира QR код и да се гледаат видеата на YouTube за овие луѓе. Приказната се движи, значи е супер функционира, има речиси 500 страници и баш тогаш и снимив и видео, може да го видите на каналот, и коментирав реков дека иако во литературата за деца, значи има супер продукција и се работи на дизајн, на естетски како изгледаат книгите, па и на квантитет, мислам дека барем тогаш оваа книга ми отскокна, отиде еден чекор понатаму во однос на како е замислена, како е изведена, значи дека е речиси мултимедијално на некој начин. И бев позитивно изненаден од тоа, меѓутоа сега од прилика 3 години подоцна Ника Гавровска и Гаврош ми се чини дека отида уште еден чекор понатаму со книгата за која што сакам да зборам во ова видео. Многу помала книга по обем на страници, меѓутоа многу поамбициозна за тоа како е изведена. Тоа е книгата Памук, која што излезе пред отприлика 2 месеци, мислам 2-2,5 месеци. И се одлучив да зборувам за оваа книга затоа што не толку заради самата приказна. Приказната е многу фино замислена, значи се работи за едно семејство штркови во кои што има две деца, Пердов и Памук. Памук е помалиот и тоа раскажува приказната. И низ нивната, гледаме, поминуваат низ предизвици, нели, на нивното патување кога треба да заминат, нели, на нивната годишна преселба, кога треба да напуштат нивната куќа во која што живеат и така натаму. Тргнува приказната, се случуваат и немили нешто и така натаму, меѓутоа не планирам во ова видео да ви ја прераскажувам или да ја анализирам приказната, затоа што сепак приказната е релативно куса и сега ако земам да ви ја отварам да раскажувам, ќе ви го расипам искуството и ќе ви направам спойлери. Меѓутоа, она на кое што сакам да се фокусирам е буквално на книгата, на овој проект, како речиси како уметничко дело, како еден уметнички проект кој што, ако не се лажам, траел неколку години. И оно што е супер е што ова е соработка меѓу Ника Гавровска, кој што е авторка и таа го концепира и го пишува текстот за оваа книга, и нејзиниот татко Ѓоко Гавровски, кој што не се јавува тука како илустратор, туку буквално како уметник и изработувач на сите ликови внатре. Ќе пробам да ви доловам како изгледа тоа. Значи, тој ги замислува и се внатре, ништо не е, сите фотографии кои што ги гледаме, еве ги родителите тука, еве ги, ќе ви покажам како изгледаат Пердов
и памук, се надевам дека може да видите добро, со тоа што сите, всушност ова се фотографии на вистинска изработка, на вистински макети, на ликови и така натаму, значи буквално, куќата која што се наоѓа на почетокот на приказната, буквално е изградена куќа, направена е макета и направени се фотографии, сјајни фотографии, со убави тонови и така натаму. И тоа е нешто, според мене, тоа беше нешто фасцинантно, затоа што ова е една колаборација, еден проект кој што траел подолго време, значи се е изработено, сите сцени се замислени, се поставени, буквално физички се изработени од жица, од памук, од секакви материјали, од метал и така натаму, и се фотографирани и се ставени во оваа приказна. Самиот факт за тоа како е замислена книгата, како е концепирана, како е изведена, како е ова еден обемен проект и така натаму ме восхити и ми го разбуди љубопитството и сакав да видам за што станува збор. И во однос на тој технички, дизајнерски дел, најмногу ме восхити тоа, меѓутоа и самата приказна исто така, мислам дека изборот да се зборува за семејство Штркови е вистински избор, особено ако знаеме дека Силјан Штркот е, ајде да речеме, не е нешто уникатно, меѓутоа сепак е една убава локална приказна од овие простори и мислам дека иако ако барате некакво прераскажување на Силјан Штркот, ова не е тоа, ова е во таа смисла независна приказна и ми се допаѓа како Ника на некој начин не останува назад во минатото во таа смисла, туку низ ова семејство Штркови се обидува да го препознае сегашниот момент во однос на технологијата, во однос на вештачката интелигенција и се она што го живееме и едноставно да ја постави оваа приказна соочувајќи не со сите тие предизвици на времето што го живееме, со можеби еден отворен крај отворен за толкувања, разни толкувања и така натаму и мислам дека во таа смисла успеала да земе нешто што може да го поврземе со минатото, со стари приказни митови и така натаму, со кој што може да се препознаеме, нели да помислиме на Силјан Штркот, меѓутоа ставајќи го во еден контекст, во еден паречеси, па едноставно можеби постапокалиптичен контекст во кој што соочени сме со неизвестности и така натаму, во таа смисла приказната си функционира супер, меѓутоа она што ме восхити е во однос на процесот и што ми беше поттик на размислување тоа колку всушност на некој начин и контракултурно би им рекле или контра моментот во кој што го живееме, духот на времето кој што го живееме е самиот овој процес, затоа што во време особено во кое што со AI и така натаму ние можеме со 2 кликања и во секунда да добиеме цели слики, илустрации, одговори, текстови и така натаму во инстант време всушност. Ова е проект кој што барал 2-3 години посветена работа, буквално работа со материјали кои што можеме да ги допреме и така натаму, фотографија, дизајн, значи многу труд и многу љубов вложена во еден проект кој што одземал време. И во таа смисла, мислам дека моја теорија е, моје мислење е дека се она што е квалитетно бара, без разлика дали е уметничко дело, без разлика дали се меѓусебните односи, пријателства, што и да е, дека бара време. Тоа ме восхити и мислам дека на страна од приказната, дури на страна од приказната, мислам на тоа ниво на продукција, на уметноста, на естетскиот момент и самиот процес се многу важни, особено во времето во кое што живееме. На некој начин како една контратежа на како изгледа да се продуцира музика, уметност и така натаму, каде што во софтвер ставаш и идеја и ти се прави готова песна и така натаму. Ова е еден бавен процес на создавање уметност, во случајов книга, и нели сега може да зборуваме дали книгата може да биде уметничко дело и така натаму, меѓутоа јас би рекол сега без да навлагаме во дефиниции сега за тоа што е уметничко дело или што е уметност и така натаму, меѓутоа мислам дека би рекол и за ветерната приказна, меѓутоа и за оваа книга како производ, и то производ сега можеби не е вистинскиот збор, меѓутоа па буквално и дури би рекол како еден потфат
е за мене нешто што е многу значајно и треба да се одбележи. Мислам дека целокупно од секој аспект од приказната која што е релевантна, се занимава со актуелни теми, до процесот на тоа како е изработена, како се создавала, се раѓала оваа книга, до естетски како изгледа, мислам дека е на некој начин е важен символ или символ на она што е квалитетно и она што е бавно можеби, значи како контратежа, како што кажав, на културата и на моментот што го живееме. Со тоа што на некој начин Ника со оваа книга и Гавраш го креваат нивото уште погори, сега притисокот дека треба да се направи нешто уште поквалитетно од ова, меѓутоа она што ми се допаѓа е што мислам дека и целата идеја на Ника и издавачката куќа е дека на секое издание се работи бавно, или не знам колку бавно се работи, меѓутоа се работи фокусирано и квалитетно, без, значи не толку на хиперпродукција или на колку во квантитет ќе се издаде, туку она што ќе се издаде да биде квалитетно. Така што во таа смисла јас мислам дека ова Памук е важен момент во издаваштвото во Македонија, токму од тој аспект. Толку беше за овој многу интересен проект и многу интересна книга. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!